Благодарам, председателе. Почитувани граѓани, почитувани колеги пратеници. Еве веќе втор ден разговараме за предлог законот за укинување на екстерното тестирање. Значи, пред воведување на екстерното тестирање слушавме многу објаснувања кои што ги слушаме и овие два дена. Дека екстерното тестирање се воведува заради подобрување на квалитетот на образованието, при тоа потенцирајќи на две основни цели, а тоа се оценување на вистинските знаења на учениците и проверка на објективноста на оценувањето на наставниците. Но за жал, овие објаснувања досега што ги слушнавме и овие две цели екстерното тестирање не ги оствари. Екстерното тестирање, мораме да признаеме дека не е добро, не беше добро прифатено нито од наставниците, нито од учениците, нито од нивните родители. Овој вид на модел на екстерно тестирање ги уназади целите на образованието. Направи хаос во образованието, направи и буџетски издаток за кој што можеби некогаш некој ќе треба да одговара. Можеби повторно ќе реагирате, но јас повторно ќе спомнам. Екстерното тестирање најпрво внесе стрес, траума, нервоза, вознемиреност кај учениците. Бидејќи учениците од 9 годишна возраст не се во состојба да работат нешто што не одговара на таа нивна возраст. Потоа, овој вид на тестирање создаде револт и гнев кај родителите на учениците, бидејќи тие стравуват по здравјето на своите деца. Трето, се нарушени меѓучовечките односи во училиштата меѓу самите вработени, наставниците, професорите, бидејќи едни наставници се наградени, а другите се ставени на столбот на срамот. Со воведување на овој вид екстерно тестирање, кај учениците се променети и навиките за работа. Тие наместо да работат континуирано, да учат во текот на целата година по сите наставни предмети, тие се фокусираат на прашања, предмети што очекуваат дека можеби ќе и се паднат некои од нив на екстерното тестирање. Учениците почнаа да учат напамет, без да размислуваат логички. Иако се подготвуваат подолг временски период, уште од самиот старт на новата учебна година, па се до крајот на учебната година, секојдневно низ нивните глави прострујува екстерното тестирање, по кој предмет ќе не тестират, кои прашања ќе ни се паднат, значи секој ден, цела година, секој час е темата екстерно тестирање. И кога ќе дојдат на самиот ден на екстерно тестирање, верувајте дека тие се во целост се збунети, во паника, растресени, иако поминал долг период. Смејте се, колешке, но таа е вистината. Тоа го зборувам од мое лично видување. Ниту ми е кажано, прераскажано или раскажано. Значи, од свое лично видување како наставник во оделенска настава. Зарем сите вие од власта што го воведовте овој вид на екстерно тестирање нема да имате грижа на совест за нанесениот страв, траума, нервоза кај овие ученици, нивните наставници, нивните родители? Зарем вие заборавате дека и вие некогаш сте биле деца на 9 годишна возраст? Да, но тогаш вие не полагавте екстерно тестирање. И затоа не можете да ги разберете сегашниве ученици кои се соочуваат со овој вид на тестирање. Ученици, деца од 9 години. Зарем вие, на вам, ништо не ви значат бројните апели на психолозите кои што секојдневно укажуваат дека власта акумулира непоправливи последици по психата на децата. За овие трауми, нервози да бидат поголеми, на брзина
Минатата година, септември 2014, ја воведовте и Кембридж програмата. Програма која се коси со екстерното тестирање. Само за 2 дена обука на наставниците се воведе Кембридж програмата. Па еве слушнав во некој од дискутантите кажа дека прави споредба дека моделот Кембридж е преземен од Велика Британија. Почитувани колеги, зошто Македонија ја споредуваме со Велика Британија? Прво, таму имаме различен систем. Во Велика Британија просечно инвестира по 54.000 фунти по ученик. Трето, и покрај тоа на меѓународните истражувања по предметот читање и пишување и природните науки, Велика Британија е зад Финска, Норвешка и Полска. Самата експертска јавност во Велика Британија оценува дека другите земји имаат подемократски пристап по знаењата и можностите. Клучот на успехот знаеме дека не е по зголемениот фонд на часови и зголемениот број на паралелки, туку во ефикасно реализирана настава од добро обучени и мотивирани наставници. Освен учениците, со екстерното тестирање се засегнати и наставниците. Почитувани колеги, сите ние овде во оваа сала сме производ на наши наставници и професори, кои што произвеле голем кадар на голем број лекари, инженери, магистри, министри, премиери, иако не минувале низ процесот на екстерно тестирање, но сепак во своето работење не поучувале, образувале, воспитувале. Зарем тие не оценувале нас необјективно? И со право ќе кажам дека со екстерното тестирање имаме поголема необјективност при оценувањето. Бидејќи учениците од погорните оделенија па и во средното училиште, нека не ми заменат, веќе си имат изнајдено модул колку треба прашање да заокружат за позитивна оценка, за двојка, за тројка, за четворка. Наставниците, кои што најпрофесионално, најодговорно си ја вршат својата работа, работат со учениците во текот на целата година, ги следат нивните напредувања, нивните резултати. На крајот оформуваат една завршна оценка, која со екстерното тестирање се потиснува или целосно се уништува. А тоа всушност е уништен труд и на наставникот, и на ученикот, кои што го вложиле во текот на целата учебна година. Маргинализацијата на наставниот кадар е целосно демотивирана. Немаат мотив за работа. Тоа што наставниците од креатори се претворени во администратори, се сведени на технички лица. Оценката единица со закон е неминлива оценка, непреодна оценка. Но тоа изгледа не ги засега институциите. Па единицата почна да се пишува во свидетелствата откако се воведе екстерното тестирање. Порано сите знаеме дека кога ученикот имаше единица, одеше на поправен испит, одеше на продолжна настава, а сега единица во свидетелство. Која е тука логиката? Во однос на оценувањето на наставниците, ако наставникот се најде на списокот со поголеми отстапувања при оценувањето, тој е казнет. Ако 2 пати, 2 години едно по друго, се најде на тој список со поголеми отстапувања, може да се случи да го изгуби своето работно место. Ако во другите земји имаме екстерно проверување за знаењата на учениците
или во колку се констатират некои неправилности, негативности, тоа се отстрануваат со укажување и со промена на наставните планови и програми. Затоа, почитувани колеги, ве повикувам да го поддржиме овој предлог закон за укинување на екстерното тестирање и заеднички да создадеме попристапни модели на оценување и образованието да го поставиме на здрави нози. Благодарам.